Брзо да имавте нашите драги гледачи, јас имам едно прашање за суперзвездите, дали сум згоден денеска? Да. Дали сум посебно згоден? Да. Драги гледачи, овдека вашиот најзгоден водител во најубавата емисија за деца. Добродојавте во Суперзвезда. Во новото издание на Суперзвезда одиме на едно многу интересно место. Пред да одгонетнеме каде, ќе ги прашам ја суперзвездите кој во своето мало, онаму каде што живее, овде имаме деца, значи од сите краеви на градот Скопје, кој во своето мало каде што живее има, на пример, улица да види. Ја? Значи сите имаме улици, така? Да. Сега кој има трафика во своето мало, да крене рака да видам, има некој што нема? Нема таков, сите имаат трафика. Кој има основно училиште во своето мало каде што живее? Добро. А кој има градинка? Ја грам. Значи има и основно училиште и градинка, а кој има продавница за леп? А продавница за апчиња што се вика аптека? Значи имаме сите. Има некои работи што се задолжителни да ги има насекаде, значи, кои што прават нашиот живот да биде многу поинтересен. Но има некои работи кои што ги има насекаде, вака не може да ги приметиме од прво, но доколку малку размислиме, ќе сватиме дека има некои работи кои што исто така ги има на ни сите наши населби, а прават да е нашиот живот поубав. Меѓу другото помагаат и да бидеме информирани. Дали знаете што е тоа? Дали на училиште сте учеле за круг? Да. Дали сте учеле за коцка? Да. Учевте за отсечка? Да. Учевте ли за линија? Да. А дали учевте за евролинија? Денеска дојдовме во фирмата која што се занимава со поставување на билборди во едно рекламирање и информирање на граѓаните на Република Македонија, а тоа е најдобрата фирма за билборди Аплоу за Евролинија. Денеска сме тука, драги гледачи, одиме да ги посетиме и да видиме каква работа тие. Дали ви интересира да влеземе и да видиме што прават тие? Да. Бил ли некој од вас досеја во некоја ваква фирма? Да. Значи, многу сме заинтересирани да видиме што е тоа билборд, да дознаеме што е тоа реклама и да се информираме за еден специфичен, многу убав и многу интересен начин на рекламирање. Драги гледачи, ние одиме, а доаѓајте вие по нас. Денеска сме гости, суперзвездите одат по Евролинија. Трчаме 3-4, трчаме сите внатре. Ајде. Верували ли не? Еве не внатре со суперзвездите, ви мафтаме и ви праќаме многу бакнежи, драги гледачи. Овдека денеска суперзвезда ве носи во специјална авантура на едно невообичаено место каде што многу малку мина од вас имале шанса да дојдат и да дзирнат да влезат внатре. Денеска сме гости во фирмата, како се викаше? Евролинија. Евролинија. Денеска домаќин ќе ни биде Александра, да кажеме здраво. Здраво, Дарко. Како се договоривме на Александра да ја пратиме бакнежи по сценарио, како се праќа да многу бакнежи за Александра и бакнежи од неа за сите гледачи нормално. Прашањето е следново. Евролинија, значи ние се направивме на мала анкета со суперзвездите, разговаравме и свативме дека има буквално во секое мало каде што живееме, така? Евролинија и нивните билборди се присутни на сите големи улици низ градот Скопје. Нашето прашање сега е да Александра да ни каже дали Евролинија ја има и низ цела Македонија или она е само тука во Скопје. Так. Седиштето на Евролинија е во Скопје. Меѓутоа, Евролинија, објектите на Евролинија, тоа се значи билборди, мегалајти, сити лајти, ги има ширум државата. Значи низ цела Македонија буквално има секаде. Низ цел. Тоа е и поводот што воопшто ние денеска дојдовме овдека со суперзвездите да се запознаеме, значи каква фирма е Евролинија и што се тие сити лајти, евролајти, билборд лајти, мега лајти, значи сега ќе ги научиме сите тие лајти и билборди што се, какви се, зошто се. Вие во училиште сте учеле нешто за тоа? Во вашите книги билбордите се испуштени? Денеска дојдовме овде да видиме што е тоа билборд и каква реклама е, значи билбордот, каква фирма е Евролинија. Ви се допаднали овдека? Од самиот старт ви беше ли убаво? Затоа што Евролинија нас секогаш топло не пречекува кога доаѓаме овдека. Кој е тој што пред се ги пречекува гостите кога доаѓаат во Евролинија? Так. Привлегувањето во Евролинија ве пречекува Тајсон.
Тајсон е нашето Некој вработен? Не е вработен. Тајсон е англиски булдог, меѓутоа многу мирно куче и нема некој што не го познава Тајсон. Значи тој што влегол, нема проблем. Сите го При влезот во Евролинија, одма не пречекува Тајсон, он беше булдог. англиски булдог, да. Дали има овде некој кој што се плаши од англиски булдог да видам да крене два прста? А има ли некој кој што сака англиски булдог да видиме? Кој сака англиски булдог? Кој го сака Тајсон? Сакате ли да го запознаеме Тајсон? Да. Сакате ли да го видиме и да го погалиме Тајсон за почеток? Да. Ја мислам да одиме тамо. Нема проблем. Одиме кај Тајсон. 3-4, је! Сега се наоѓаме во приемното одделение на Евролинија и овде гледате каде значи оние кои што доаѓаат како гости ги примаат, тука седат вака комотно, комфортно расположени све. Имаме убав телевизор, имаме фини столни лампи, многу убав декор со слики. А меѓу другото, драги гледачи, верували не, еве го овдека пред нас се наоѓа и Тајсон. Овој ли е Тајсон? Ово е Тајсон. Значи Тајсон е, како кажавме, булдог? Англиски булдог, да. Дали Тајсон живее на некое друго место или тој живее тука? Така, Тајсон не живее тука. Тајсон е само со полно работно време тука, меѓутоа живее во една друга просторија која се наоѓа зад Евролинија. А така, значи сепак тој е тука во близина на фирмата. Да. Еве го, он сака деца, Многу. а ги сака и другите кои што доаѓаат во фирмата. Сите. Јас неколку пати доаѓам, еве 3-4 пати како доаѓам, 3-4 пати он лежи на вратата, па јас скокам преку него, не ме регистрира, он е вистински многу добар. Вистински е многу добар и вистински е многу плашлив. Ретко плашливо куче. Реагира значи на кутија, бега од кутија, на кабел, бега од кабел. Кутија и кабел не ќе да види. Не, право смукалка, значи се нешто така подвижно, прв е да побегне. А мачки дали сака? Обожава. Мачки, Мачките го бркаат, тој бега. значи Тајсон бега и од мачки, а сака деца. Ајде да видам, Драган, дали ќе го погалиш Тајсон? Чекај, да видиме. Вистински еве го не реагира. Јас да пипнам да видиме дали ќе ми направи нешто. Оп, ништо. Оп, вака го погледам, стварно, он обожава луѓе. А сака и камера. Најмногу. Камера обожава, еве го им се смешка на нашите гледачи, им праќа многу бакнежи. Има ли некој од вас куче дома да видам овдека? Дали чува некој куче? И убаво ли е да се чува куче? Ти, Софи, имаш куче? Ја имам и куче мачка. Бе, куче и мачки заедно си живеат они? И си се сакаат? Имаат и мали мили и деца. И све си имаат они? Ајде да видам сега ти дали можеш да го гушнеш Тајсон и дали тебе ти е страф од Тајсон или не. Еве Софи значи чува куче, она знае како треба со кучиња, полека, многу внимателно. Ај потегнем уговото да видиме дали е толку добар. Ај другото. Ај двете од еднашка. Цак, цак, не. Он вистински не реагира. Аплауз за Тајсон, драги гледачи, волку добро куче. Не сме виделе до сега. Малку е збунет од аплаузот, малку се збуни, вистински се уплаши од аплаузот. Не, Тајсон, добар Тајсон, добар. Што јаде Тајсон? Тајсон јаде специјална храна за кучиња и не јаде ништо друго. Сака благо, меѓутоа така, ако Кришо му дадеме. А Кришо, иначе не сменат кучиња да дадат благо, значи кажавме не. Он е секогаш тука, добро. Еве, значи, драги гледачи, видовме, значи, каква фирма е Евролинија и кој е тој кој што ги пречекува гостите тука. Значи, воопшто не е страшно, иако Тајсон е на вратата и он може би изгледа страшен. Тајсон е едно прекрасно кученце кој што имавме шанса веднаш да го запознаеме и видовме дека го засакавме. Кој го сака Тајсон да крене рака брзо? Ете, тоа е и фирмата Евролинија, вистинска фирма за сакање. Денеска сме гости тука. Ќе направиме мала пауза, а веднаш потоа се враќаме во разговор со Александра. Значи сите кажавме по нешто, дали Тајсон има нешто да каже за нашите драги гледачи? Што ќе каже Тајсон за суперзвезда? На Тајсон му се допаѓа суперзвезда? Тајсон обожава деца, Тајсон сака камера, Тајсон сака и микрофон. Секогаш е ваков љубезен со сите кои што доаѓа? Да, со секој. Многу убаво не пречека денеска Тајсон. Еве да го погалиме еднаш каде има вистински прекрасно куче. Ти се допаѓа? Да. Ете така. Колку време постои фирмата Евролинија? Евролинија пусти од 96-та година. Значи веќе 10 години. Значи скоро 10 години, оваа година ќе ви биде јубилеј и ќе славите 10 години од постоење, да постоите уште минимум 1010 години ви посакуваме ние. И значи кажавме дека ќе се запознаеме со некои луѓе кои што се од битно значење овдека за фирмата, кои што ќе ни објаснат некои прашања кои што ги имаме ние.
Кој ќе биде еден од нив? Коча Ангелков, значи тој е дел од маркетинг, во делот за продажба на овие типови на објекти. Ете, така драги гледачи, му кажеме здраво, Чичко Кочо, добри ни дојде во Супер звезда. Најдовме. Ајде, кај се бакнежите за Чичко Кочо, кај се вашите безброј милион бакнежи за Чичко Кочо. Фала и многу што овозможивте да имаме една ваква средба со вас и воопшто да доеме во вашата фирма. Секаде сте присутни околу нас, ние имаме многу прашања кои што сакаме да ги поставиме, а немавме можност до сега да се најдеме вака заедно за да ни одговорите. Била ли пополна фирмава со деца од ова што го... Не. И баш ми е драго што сте присутни овдека во нашава фирма, во Евролинија. И малку што ни разубавивте ја со вака убави дечи. Фала ви многу. Имам едно прашање кое што сака Магдалена да го постави. Кое беше злато твоето прашање? Што е маркетинг? Значи, сака Магдалена да дознае и нас воопшто не интересира што е тоа маркетинг. Ние сега да слушаме некој таков збор маркетинг, гледаме маркетинг и по телевизија, по вестници секаде има тоа маркетинг. Што е Чичко Кочо тоа маркетинг? Маркетинг е збор кој што треба да ни искаже некое рекламирање на некој производ. Например, можеме да изрекламираме едно врсто чоколадо. Кој е чоколадо, например? Вие што го сакате и вие што го потребувате на мене. Тоа е во моментов што се рекламира и Милка, така? Пример. Па после можеме да изрекламираме мастики. Мастиката Орбит. Можеме да изрекламираме таа мастика да иде на дневен печат, да иде на телевизија. Дневен печат е вестник, значи? И на радио. На радио и може да иде на билборди, например, на рекламни објекти кои што се билборди, мегалайти и ситилайти. Значи, рекламата може да биде вака воглавно поделена на повеќе сектори, но значи ги повториме, значи оние што се многу битни се телевизијата, децата гледаат реклами на телевизија. Да. Супер звезда оди, во еден момент викам ја, се враќаме после рекламите, така? Да. Значи се враќаме по рекламите и гледаат нашите гледачи реклами. После на радио исто така има, кога зборат им пуштаат реклами еден момент. Во вестници значи ги има. И Евролинија го работи оној дел каде што рекламите се поставуваат на рекламни објекти. А тие рекламни објекти се состојат од на мегалайти, од ситилайти и од билборди. Ајде еден по еден да ги кажеме значи во што е разликата. Ајде да почнеме значи билборд. Што е билборд? Билборд е објект на кој ние залепуваме постер од хартија со еден определен производ. Например, како чоколадо. Производ едно чоколадо, кој што сакаме да го изрекламираме. Тој постер ние го залепуваме на таков рекламен објект и кој треба да на децата или на потрошувачот или на потрошувачите да го долови производот што во моментот се рекламира, што е актуелен во моментот за рекламирање. Во моментов ги гледаме значи вашите билборди поставени низ градот Скопје. Значи на какви све места се поставуваат билбордите? Билбордите се поставуваат на претежно на раскрсници, на потрговски центри, на пешачки зони, на прометни улици претпоставувам. Улици каде што има поголемо движење на народ или поголемо задржување плюс. Да, или поголемо задржување каде што тој објект е поставен на место каде што треба да го видат сите. Што повеќе луѓе. Која е намената на еден билборд? Значи он се поставува со каква намера? Што треба луѓето да видат? Луѓето треба да го видат постерот што е наменет за еден определен вид на производ. Значи тој рекламира, има намена да рекламира? Рекламира и да ни го долови производот што во моментот го рекламира. Што е поразличен билборд од реклама, например, на телевизија? Еме, например, на телевизија имаме разни реклами, имаме од 10, од 20 и од 30 секунди. И пуштаме ние секакви, има и подолги, 35 секунди. Колку трае рекламата на еден билборд? Рекламата на еден билборд трае 24 часа во денот, 30 дена во месецот. Значи, нон-стоп е рекламата на билбордот, она се поставува и се стои цело време така? Цело време така, да. Она не се менува? Се менува по потреба на производителот, ако сака да го смени мотивот од постерот на тој рекламен објект.
Мене ме интересира следново, значи кажавме која е споредбата телевизија и билборд, а сега ме интересира весник и билборд. По весник рекламата е, на пример, една страна или пола страна. Према и весникот е 24 часа, значи реклама нон-стоп стои. Колку е голем билбордот во споредба со весникот? А премногу голем е затоа што ако се земе во димензии, билбордот има димензии 4 метра на 3 метра или тоа е некаде околу 12 метри квадратни или колку големина површина на една детска соба. Чекај да видам каде беше Софи, тука беше. Да, еве, Софи шо брешбе? Колку си ти висока, Софи? 1 метар, така? Ајде да видиме, драги гледачи, значи Софи тука, значи како 4 Софи една на друга. Една, уште една и уште 2 Софи одгоре. Толку е голем еден билборд 4 метра на 3 метра. Да. Тоа е вистински многу е големо тоа, Софи. Премногу е големо, нели? Вистински голем. Тоа е како многу весници споени заедно. Точно. Како многу весници споени заедно или како еден весник да го отвориме и да го споиме заедно со сите негови страници што ги има. Можеме да добиеме еден постер од сите страници на весникот, може да се добие еден постер за билборд. Значи така може да се направи дури од сите страници собрано, од цел весник, колку, па дури дали прашањето ќе биде колку цел. Може и како пола билборд да излезе. Што е подобро, да се рекламира на радио или да се рекламира на билборд, еве, на пример? Па, и радиото и билбордот си имаат своја врста на намера. Радиото ни го искажува производот со звук. Може да ни го долови со звук, да го очиме со звук и да ни го презентира звучно. Ама нема слика. Али нема слика, да. А додека билбордот ни го означува производот со слика, али без звук. Значи тие две работи тука одат обратно пропорционално. Има звук, нема слика и има слика, а нема звук. Сега Ангела имаше едно прашање. Кај отиде Ангела? Ангела, тука ли си ве Злато? Повели Злато, кој беше твоето прашање? Колку вработен има во Евролинија? Прекрасно прашање од Ангела. Ај сега да видиме колку вработени има во Евролинија. Во Евролинија има 25 вработени. 25 вработени и вие успевате да ја покриете цела Македонија? Цела Македонија. Буквално сите оние билборди на сите страни кои што се само во тие 25 луѓе кои што работат успеваат толку многу да сработат и сите билборди да ги покријат? Да, сите билборди ги покријат во цела Македонија и во градот Скопје. Во градот Скопје, значи Евролинија е една од највредните фирми во Македонија. Голем аплауз за Евролинија, 3-4 голем аплауз за една од највредните фирми, драги гледачи, видовте само 25 вработени, а цела Македонија вака да ја држат во рака. Кој ќе праша прашање? Вдокја ти, повели Злато, кој е твоето прашање? Јас сакам да го прашам Чичко, колку билборди има во Македонија? А да видиме сега, значи Евролинија колку билборди има низ цела Македонија, да кажем. Евролинија има 300 билборда и 160 мегалајти во градот Скопје и останатиот дел од билбордите се низ Република Македонија. Во преостанатите градови, како Тетово, Гостивар, Кичево, Струга, Охрид, Дебар, од западниот дел на Македонија и од источниот дел на Македонија, Куманово, Крива Паланка, Штип, Виница, Кочани и така натаму. Здраво, јас сум Марија и сакам да прашам кои се фирми се рекламираат во Евролинија. Значи, кои фирми се рекламираат во Евролинија? Значи, дали може, например, во Евролинија да се рекламира болница? Во Евролинија може да се рекламираат оние фирми кои што имаат еден определен производ или определен бренд кој што сака да го истакнат на постери за тој вид на рекламни објекти. Болници може да се рекламираат, али може само да искажат реклама за еден нов вид на објект од болница. Кај нас се рекламира во изминатиот период ново отворената болница во населбата Железара во Скопје, а под името Ремедик. Она се рекламира на еден определен период каде што само беше означено низиното име. А освен значи болници кои што имаат ограничување во рекламирање, дали на пример во Евролинија може да се изрекламира некој адвокат? Може. Значи
Има некои кои што смеат, има некои кои што не смеат. Сите што имаат желби, што сакаат да се изрекламираат, како физички и правни лица, може слободно да се изрекламираат на нашите рекламни објекти, али само да не е во спротивност со законот и со законските прописи што ги пропишува една држава во однос на законот за рекламирање. Значи имаме закон кој што ги уредува тие работи и не може секој да се рекламира онака како што сака, драги гледачи, како што ќе ни текне на нас, на пример, децава, туку онака како што законот вика дека може. Како што вика законот дека може да се рекламира еден производ или една порака, без разлика кој сака да ја изрекламира. А со колку фирми до сега Евролинија соработува? Со илјадници. Значи нема вака број да се земе, да се собере, да се каже, тоа е еден тефтер толку дебел. Така. Сите фирми И дебел тефтер, кој што ги има како на оние дебели тефтери кај што се рекламираат сите фирми, па повеќе од полата се изрекламирани овдека во Евролинија. во Евролинија. Ето така, гледачите сигурно приметиле дека низ градот Скопје имаше и билборди за нашиот фестивал Супер Звезда кој беше на 15 и 16 април во универзална сала. Какви беа коментарите и реакциите за билбордите на Супер Звезда кои што ќе имаме исто така шанса да ги видиме, значи, ќе ги објасниме после кратката пауза. Одиме со мала пауза. Одиме со пауза, а веднаш потоа ќе ви кажам, значи, драги гледачи, а ќе дознае Чичко Кочо и Александра што кажа гледачите за билбордите на Супер Звезда. Се враќаме повторно на програма. Мишела се наоѓа до мене. Како си, Мишела, расположена? Да. Супер, расположена како Тајсон, видите од реглача, он е нон-стоп расположен. Леле, колку е он убав, добар. Ти многу сакаш Тајсон, не? Да. Те сака и он тебе. Не знам. Вие сте стари другари овдека со нега? Па, така. Мишела, значи, има доаѓа на овдека, бидејќи кој работи тука, Злато? Мама. Тука работи мама и ти повеќе пати си доаѓала во Евролинија, а денеска си ни гостинка во Супер Звезда. Иако доаѓаш многу пати во Евролинија, ти имаш едно интересно прашање, ги гледаш билбордите надвор и сакаш да прашаш што? Сакам да прашам дали на билбордовите се лепи хартија или нешто друго. Значи, ајде да видиме како ќе ни каже дали тоа на билбордовите е хартија или што се лепи? Да, Мишела, на билбордите се лепи хартија. Тој постер е составен од 6 парчиња на хартија и се лепат сите 6 парчиња делови од постерот и добиваме една целина и една слика која што треба да ни го искаже определениот производ. Ете, а мене ме интересира, значи билбордите се 4 на 3, они кажавме дека се поделени на 6. Што правиме со овие Мега Лајт и Сити Лајт? Мега Лајтот е голем лајт, Сити Лајтот е помал лајт. Они од колку парчиња се направени? Кај Сити Лајтите и кај Мега Лајтите нема парчиња, него тоа е едно целосен постер или целосно платно. Само разликата измеѓу постерот на Мега Лајтот и билбордот е што билбордот се залепува со хартија, а Мега Лајтот на една винилно платно. А ова е, значи, печатано на платно, значи, за Мега Лајт. Да, За да може од светлото од позади да зрачи? Да, затоа што они се внатрешно осветлени и треба да ни го долови производот од задната страна на Мега Лајтот. Дали билбордот има осветлување? Да, имат и билбордите имаат осветлување, они се надворешно осветлени со рефлектори, кои што се на предната страна од билбордот. А така, они од предна страна, значи, го осветлуваат. Еве во моментов имаме, значи, можност да видиме како изгледа еден билборд осветлен, значи, од предната страна, како изгледа навечер. Прекрасно. Имаме сега уште едно прашање овде кое што јас сакам да го поставам и сакам Александра која во можност да ми одговори. Имаше пред известно време еден многу убав така еден билборд на кој што пишуваше Каролина те сакам, значи нејзиниот дечко во тоа време и ја искажа неговата голема љубов и сегашен така дечко. Значи, можно и таков билборд да се постави? Можно е. Значи се е можно буквално. Да, можно е, значи на некого да му се каже дека го сакаш, да му се честита роденденот, имавме и скоро таква најава. Меѓутоа, ете, ефективно е. Например, може ли нашите мајки и татковци не тераат, а ние не сакаме, например, да пиеме млеко? Може ли да кажам, мамо, не сакам да пијам млеко? Може. Може. Или може ли да кажам, например, на мојата учителка,
учителке сакам петка. Може? Значи билбордите се буквално мултифункционални и сите оние работи кои што ќе ни паднат на ум во тој поглед и доколку законот ги дозволи може да се направат. Има ли некои билборди кои што вака тебе Александра повеќе ти се допаднале за разлика од другите? Од типот на Каролината сакам од тој тип да. Не, па се е фино, значи зависи од мотивот, од оној кој што ќе ја усмисли, значи како ќе изгледа тоа на еден билборд. Важно е да нема значи многу зборови, за да може да биде јасно и да биде пораката фино прифатена. Значи да не е многу наджижано и да не е со ситни букви. И супер, мега лајтот е поготово одличен за реклама. Ајде да видиме сега имаме уште едно интересно прашање кој ќе го постави. Повели Злато ти? Здраво, јас сум Теодора и сакам да прашам кој ги прави или печати билбордите. Прекрасно прашање, Теодора, браво. Ајде да видиме се Александра ни каже кој ги прави, кој ги обмислува билбордите. Дали вие значи имате студио дизајнерско кој што сите тие билборди ги прави, кај ќе има текст, кај ќе има слика, кај ќе има цвеќе, кај ќе има нешто, не знам. Вака, клиентот доаѓа со готов мотив на CD, го пуштаме, го гледаме, значи можеме само да дадеме наше мислење. Значи да нема премногу зборови, да не е многу наджижано, да е точно дадена она информација што сака значи да се биде пренесена, меѓутоа не изработуваме. Не печатиме, значи ние работиме само со изнајмување на објектите, меѓутоа соработуваме, да, со агенции кои што се задолжени за тие работи. Ако евентуално клиентот не знае, знаеме да го посочиме, нели да му помогнеме. Каде? Значи има сосема други агенции кои што го работат печатењето, кои што го прават производството на билборди, а вашата фирма е таа која што си ги поседува овие тела на кои што се поставува рекламните тела, и вашата фирма е таа која што оди и ги поставува? Да, ние ги поставуваме, се разбира со дозвола нели на градот. И Не може без дозвола на градот? нормално дека немаш. Или јас не можам сега си одам да си поставам билборд мене кај што ќе ми текне некаде, на пример, сакам у парк кај споменикот на Гоце Делчев да пише супер звезда. Тешко, немаш. Значи има тоа кој го регулира, како го регулира и градот е тој што дава и кој што не дава. Убаво ли е да се работи во една ваква фирма, Кокоча? Да. Преубаво. Работата Дали Евролинија и сите овие работи кои што ви се случуваат овде, рекламирањето, билбордите го прават и вашиот работен ден да биде многу интересен? Да. Работата е многу интересна, работата е обемна, се работи со доста клиенти. Дали мислите дека вашата работа и она што го правите со вашите билборди, според сите податоци кои што ги имате до сега, дали мислите дека им помагате вистински на оние? Да. Едни од тие сме и ние. Ете така, Евролинија да биде жива и здрава оваа година, значи супер звезда постави неколку билборди низ градот Скопје, кои што граѓаните на градот Скопје можеа да ги видат. Супер звезда е уште малечка фирма да можеше да постави ни сите градови низ Македонија, тоа го можат големите фирми, како Мобимак, како Космофон и слични на нив. Но поставивме значи неколку билборди низ градот Скопје и морам да кажам дека тие беа приметени и беа видени од граѓаните на градот Скопје. Дури беше многу интересно што само 20 на минути по поставувањето на првиот билборд, веќе почнуваа да ми се јавуваат на телефон многу луѓе, меѓу кои еден беше и Угро, ми кажа: "Дарко, билбордот изгледа прекрасно и супер звезда е многу голема фирма и многу ја сакам и ние ќе доеме веќе на вашиот фестивал." Така да во рамките на рекламната кампања која што Супер звезда ја спроведе и покрај сето она што ние го имавме како реклама и на радио и на телевизија, морам да кажам дека билбордите на Евролинија, на локациите кои што ги одбра и поставија, беа погодени значи перфектно и многу луѓе кои што доаѓа и на самата благајна да купат билети за Супер звезда, значи кажаа дека самите тие билборди има голем ефект. Така да сега имаме друг проблем. Имате стален другар, Супер звезда стануваат големо другарче на Евролинија и секоја година ние ќе поставуваме билборди заедно со Евролинија. Бидејќи вистински ефектот беше голем и едноставно можам да кажам дека споредбено со она што се случи како рекламна кампања на телевизија и споредбено со оној дел што телевизијата сама за себе го одигра, билбордите изигра исто толку голема улога, значи како и телевизијата, како и радиото, како и слично. Имате задоволни клиенти кои повторно се враќаат кај вас? Да, стално. И секогаш. Значи Супер звезда не сме ние едини што биле и сега сакаат пак да бидат. Значи има и други кои што сакаат ностоп да доаѓаат. Точно. Сите што еднаш ќе зарекламирале сакаат повторно
и секогаш рекламираат она што треба да го изрекламираат. Има ли фирми кои што сакаат и велат овој билборд овде, на оваа убава локација, ние го сакаме за 2 години од сега? Има. Значи, они сакаат да си го купат за цело време, за што е можно подолго време? Тоа е можем подолг временски период. А има ли некои билборди кои што не се бараат, не е на толку убава локација поставен некаде така понаскриено некое место и нема голем интерес? Па во праксата се појавуваат и такви работи, но искуството ни покажува дека сите локации што ги имаме низ градот и во републиката се добро лоцирани и секоја локација се врши својата функција според потребата на целната група и местното население. Така, нормално према сите оние кои што треба да ја видат таа информација, па се одбира локацијата каде ќе биде поставен билбордот и така. Имав уште едно прашање. Сега само да го видам Тајсон овдека. Тајсон, како си ти? Добар си, ќе кажеш нешто за гледачите на Суперзвезда? Тајсон, повторно го обожава микрофонот, драги гледачи. Моето следно прашање е, значи, за Александра. Сакам да прашам, многу пати гледаме и хумани пораки и некои хумани акции се рекламираат на билбордите на Евролинија. Помага ли Евролинија во развојот буквално на општо културата во Република Македонија? Дава ли гратис билборди? Дава. Секогаш дава. Расположена е, значи, за соработка. Помагаме колку можеме. Соработуваме, значи, со МНТ, со училиштата кои што имаат нели одреден буџет, не може да си го дозволат, да речеме, да имаат 10 билборди или повеќе. Тогаш да, нашиот директор е секогаш расположен за соработка. Затоа и прашав, бидејќи знам од многу места каде што сум бил да разговарам, ми кажа дека Евролинија е место каде што никој не треба да се плаши за да влезе, за да праша и буквално место од каде што никој не е вратен и никој не е одбиен. Така, токму така. Баш затоа ни е многу чест и многу сме горди што денеска имавме шанса да дојдеме и да бидеме гости во една ваква фирма. Ајде еден голем аплауз сега тука за Евролинија, за нашите големи пријатели. Јас ви благодарам многу што не примивте денеска да бидеме ваши гости. Јас мислам дека се вака кажавме од прилика многу убави работи презентиравме, не само за дечињата, дури и за нивните родители кои што се покрај малите екрани, кои што гледаат нашата емисија, се едуцира и информира за тоа што е билборд. Има ли нешто вака да кажеме нешто посебно што би било интересно и од посебно значење за крај? Па нас ни е мило, Дарко, што вие бевте денеска гости во Евролинија, што на еден вид можеме да ги запознаеме децата што значи Евролинија, со што се занимава и што е нејзината главна дејност. Драго ни е што децата од оваа рана возраст може да научат нешто и за оној дел од работата што се занимаваме ние. Благодарам, Кочо. Александра, за крај нешто? Ништо, мило ми е што дојдовте, што се запознавте со Евролинија, што научија, значи децава што научија што се билборди, што се мегалајти, што се CD-лајти и што воопште запозна Евролинија. Фала ви многу што не примивте во времето кога јас бев дете и кога имав 8, 9 и 10 години. Многу гол изгледаше градот наоколу, има многу сиви згради, многу сиви тротоари и улици и сето тоа така правеше да живеевме во едно сивило. Фала и на Евролинија што направи нашиот град вистински да изгледа многу поубав, да изгледа пошарен и вака кога ќе шетаме низ него, да се чувствуваме како да сме вистински на некое друго место. Фала и на Евролинија што направи Скопје да биде ваков прекрасен град како што е денеска. Ви благодарам што не примивте, ве поздравувам, ги поздравувам и сите гледачи. Ајде да им мафнеме на сите кои што не гледаат во моментов и ќе им пратиме ли бакнежи? Ќе пратиме бакнежи, ќе ги пратиме и по нека клоца, драги гледачи, кај се клоците за нашите драги гледачи, по една клоца ќе им пратиме, а ќе го погалиме Тајсон, нашиот специјален гостин во оваа емисија. Фала му многу што беше цело време заедно со нас. Он е прекрасно, вистински многу добро куче и фала и на Евролинија, најпрекрасната фирма која што не прими денеска да бидеме ваши гости. Фала уште еднашка, драги гледачи, поздрав и се гледаме следната недела следната сабота во 10 часот на Канал 5 телевизија. Чао, пријатно и до гледање. Брзо да им мафнеме. Чао, чао, чао. Чао.